Еве во Охрид денеска, поточно деновиве, се одржуваат денови на приватно обезбедување во 21 век, предизвици и искуства. Тука се од регионот, не само од Македонија, приватно обезбедување од регионот, а моја чест и задоволство е да разговарам со претседателката на Комората за приватно обезбедување на Република Македонија, Верица Милеска-Стефановска и професорот Оливер Бакревски. Еве, започнуваме денеска, деновите на приватното обезбедување. Може ли да ни кажете колку се учесници имаме, од каде си имаме учесници, искуства и наши ќе споделуваме, но и ќе црпиме од страна, нели? Така е. Комората на Република Македонија за приватно обезбедување денес одбележува значаен настан, денови на приватно обезбедување. Секоја година по повод овој настан Комората отвара суштинска дебата на која што ги актуализира сите прашања поврзани со приватното обезбедување, а резултатите од овие дискусии се во насока на давање на соодветен придонес за развој и унапредување на дејноста приватно обезбедување. Овогодинешната кампања Комората ја организира во рамките на меѓународната конференција Приватно обезбедување во 21 век, искуства и предизвици. Задоволни сме како организатори од посетеноста на кампањата. Имаме повеќе од 120 учесници, имаме повеќе од 40 труда, изготвен е изборник од трудовите кои што се дел од оваа меѓународна конференција. Во склоп на меѓународната конференција исто така денеска имаме чест да промовираме уште едно пишано дело кое што е во издаваштво на Комората, а тоа е публикацијата Планирање и проценка на ризик во функција на заштита на лица, имот и работење од авторите професор доктор Зоран Кековиќ, професор доктор Оливер Бакревски, доктор Стефко Стефановски и магистар Славица Павловиќ. Имаме представници од неколку струкови комори од регионот. Тука е представникот и од Комората за приватно обезбедување на Норвешка, на Романија, на Словенија. Очекуваме убав настан и убава работа. Она што не интересира на сите, какво е приватното обезбедување во моментот во Македонија, оди ли во нагорна линија со оглед на тоа дека се повеќе не само приватни лица, институции, правни, физички лица, се повеќе се бара приватното обезбедување во последните години во Македонија? Апсолутно, оди во нагорна линија. Со неколку примери ќе го потврдам тоа. Во годините, односно во почетокот на развојот на приватната безбедност во Република Македонија, мора да се потенцира дека приватната безбедност имаше одредена подредена улога, беше маргинализирана од цивилното општество и недоволно прифатена дури од граѓаните во Република Македонија, но како одминуваа годините, апсолутно сега може да се дискутира дека во тоа секако дека голем придонес има Комората на Република Македонија за приватно обезбедување. Денеска приватно обезбедување не само што оди во нагорна линија, туку тоа има дури истакната позиција во делот на државно-општествените односи, што значи дека е равноправен партнер на јавниот безбедносен сектор и од тука нема дилема дека приватната безбедност ги има трасирано правците на развојот на дејноста приватно обезбедување и од тука денеска дегутантно е она прашање дали е потребна приватната безбедност, туку основното, односно централното прашање е каква треба да биде приватната безбедност. И од тука и целта на оваа конференција не е ние да ја наметнеме убавата приказна и слика за приватната безбедност, колку е да е фасцинантна, туку нашата идеја е да ја потврдиме незината општествена релевација и вредност и да има еден поинаков пристап, односно да се дојде до целосно научно општествено разбирање за приватната безбедност и воопшто за дејноста приватно обезбедување. Има ли некои проблеми така поголеми, би рекла, во овој период кои што треба подитно да се решат во законскиот дел, значи во законската регулатива? Знам дека има посебен закон за приватното обезбедување, ве покрива ли комплетно, целосно или треба нешто да се промени? Апсолутно, дејноста приватно обезбедување се врзува регулирана со Законот за приватно обезбедување во Република Македонија. Ова материја постојано бара будно следење, затоа што промените и предизвиците се она што е во интерес на развој на дејноста приватно обезбедување, постојано треба да биде во чекор со новите тенденции. Тоа успешно го прави Комората на Република Македонија не денес зборувам години наназад, тоа значи дека мислам дека повеќе од 4-5 има отворено јавни дебати од аспект на тоа што треба да се подобри во Законот за приватно обезбедување. Тука не е застанато секако дека има и можност дополнително, затоа што тој е инхерентен однос на сите заинтересирани страни, правните лица кои
вршат дејност на приватно обезбедување, главните корисници на услуги како крајни реципиенти, Министерството за внатрешни работи кој е главен катализатор на работењето и контролата на агенциите за обезбедување и секако комората кој ги нуди и ги дава основните предпоставки за развој на дејноста на приватно обезбедување, секогаш има можност за дополнителни чекори да се направат и јас мислам дека најдобро ќе ви одговори претседателката дека веќе има една таква суштинска дебата, воочени се апсолутно и одредени не слабости, би рекол како расте дејноста приватно обезбедување, така се наметнува и прашањето да се дозаокружи во законска рамка. Ние пред 2 години сугериравме преку одреден коментар со поддршка на Комората за приватно обезбедување, ги посочихме одредените недоречености условно во Законот за приватно обезбедување. Во наредниот период ќе се отвори дополнителна суштинска дебата. Тоа ќе значи дека се што ќе се направи ќе оди само во дополнителен квалитет на Законот за приватно обезбедување и секако на дејноста приватно обезбедување и на сите субјекти кои на некаков начин се строго заинтересирани ова да биде доведено до едно ниво кое на некаков начин ќе биде на општо задоволство. Ви благодарам на вистина. Еве ние остануваме понатака тука, ќе ја следиме комплетно овој настан, ова конференција, која што уште еднаш ќе напоменам, приватното обезбедување во 21 век, искуствата и знаењата, значи и од Македонија кон останатите земји учеснички представници кои што се тука, но и искуства од страна ќе се применуваат во Македонија.